По безмалку 2 месеци конфронтирање околу свечените изјави со префиксот Северна и без неа, членовите на советничката група на СДСМ на денешната пета седница на Општинскиот совет ги потпишаа советничките решенија. Иако во диспозитивот не сме потенцирани дека мораме задолжително, сепак во интерес и за потребите на граѓаните и непречено функционирање на Советот, како советничка група, ќе ги подпишеме свечените изјави со уставното име и ќе се приклучиме кон работата на Советот. На подписот им предходеше упатство и решение на Вишиот инспекторат за локална самоуправа. При надзорот од страна на инспекторатот на председателот на Совет на општина Штип и беше посочено на наредната седница да се стави точка на дневен ред подпишување на свечени изјави со уставното име од страна на членовите на советничките групи, најдоброто за мојата општина. Во меѓувреме, на почетокот на денешната седница, советникот од Левица Сенада Ибраимова не отстапи од намерата да не го потпише советничкото решение, толкувајќи го членот 5 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа, со кој инспекторатот е надлежен да врши надзор на законитоста на прописите на локалната самоуправа. Од овој текст, наведениот законски текст, произлегува дека заклетвата дадена од страна на советниците не представува пропис донесен од општината, туку еднострана и декларативна изјава на волја за чија форма и содржина пропишани по закон во случаев за локална самоуправа, со свој подпис стои советникот. Од тука, да јуре и де факто, инспекторатот не е воопшто надлежен да врши инспекцијски надзор и да ја оценува содржината на заклетвата. Значи, со конкретното постапување инспекторите излегуваат надвор од своите законски овластувања на ниво на Република, каде што се тоа случи. Доколку некој од советниците не потпише изјава по известување од Советот во рок од 3 дена, Општинската изборна комисија Штип треба да констатира престанок на мандатот на советникот и истиот ќе биде заменет со следниот од советничката листа.